Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис Именада. Во нив ќе гледате. Шестоседот на ски центарот Попова шапка ставен во функција за оваа сезона. Се очекува зголемување на посетеноста. Хуманитарната организација Дава од Гостивар ќе им помогне на семејствата кои живеат во субстандардни услови покрај гостиварската патарина. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски најави проширување на автопатот Тетово-Гостивар. Шестоседот на ски центарот Попова шапка денес беше ставен во функција за оваа сезона која започна уште во декември. Се очекува да придонесе за зголемување на посетеноста, но сепак остануваат старите проблеми. На подобрување на условите ќе се чека на јавно-приватно партнерство, што според надлежните е најдобрата опција. Новата шестоседа жичница Лајтнер во ски центарот Попова шапка, која денес беше ставена во функција, треба да овозможи подобар и побрз проток на скијачи, а посетителите ќе имаат можност и за панорамски разглед. Министерот за економија Крешник Бектеши рече дека оваа инвестиција се очекува да привлече и странски туристи, а ќе има влијание и врз економскиот развој. Ќе привлекуваме и други туристи, не само од регионот, но дополнително и од други држави. Ова ќе даде дополнителна можност и секако дека ќе даде и дополнителни услуги за сите посетители на Попова шапка и токму преку вакви инвестиции можеме да развиеме вакви многу важни туристички дестинации во нашата држава, се со цел на индиректен и директен начин да влијаат во локалниот економски развој, не само на општина Тетово, туку главном за целиот регион Полошки, а секако дека ќе има влијание и врз економијата на Северна Македонија. Сепак остануваат актуелните проблеми во инфраструктурата и редиците автомобили паркирани долж патот, особено за време на викендите. Директорот на Елем Турс Адем Авзиу рече дека засега се достапни веќе постоечките паркинг места. Околу паркингот јас веќе имав состанок пред 2 дена со градоначалничката на општина Тетово и со началникот на СВР Тетово. Значи се договоривме да ги одржуваме што е можно повеќе паркинзите што не се на располагање моментално, големиот паркинг доле, паркингот од хотел Попова шапка, да се чистат патиштата за да може да се паркираат уште еден ред на коли. Исто така ние веќе превземавме мерки и паркингот што е над хотел Славија, истиот е ставен во употреба, е подготвен, чисте и ги повикувам луѓето, значи да се паркираат и во тој паркинг горе, пошто повеќе од луѓето се избегаваат да се паркираат горе, а ние ги имаме капацитет таму минимум за 300 коли да се паркира. Исто така разговаравме и се договоривме со градоначалничката и со началникот на СВР Тетово, патот од влезот на ски центарот што води на кај викенд кучичките да биде едносмерен за време на сезона, да не се ствара многу гужви и колони во истиот за комуникацијата. Ние за ова година планираме да инвестираме во делот на тоалетите, јавните тоалети во ски центарот, пошто знаете дека тие фалат. Од иницијативата да ја спасиме Попова шапка го поздравија пуштањето на шестоседот, но велат за да се растовари сообраќајниот метеж на ски центарот, мора да биде пуштена и жичарата Тетово Попова шапка. Го молиме владата, министрите и сите поред да се фокусираат во жичарата Тетово Попова шапка. Ова е едно од најзначајните инвестиции. За да функционира шестоседот, треба жичарата да биде во функција, луѓето, метежот во сообраќајот и сите други проблеми да бидат решени со ова проблематика. Минатата недела имавме случај каде што амбулантата не можеше да тече до Тетово за саат и пол, имаше човек со голема повреда и никако човекот да стигне да му се дава првата помош. Со жичарата за 15 минути ќе може да му се дава помошта и истото да се реши без проблем. На подобрување на условите на ски центарот Попова шапка ќе се чека на јавно-приватно партнерство, што според владините представници е најдобрата опција.
Хуманитарната организација Дава од Гостивар ќе им помогне на семејствата кои живеат во субстандардни услови во импровизирани живеалишта покрај патарината. Обезбедени се оброци за секој ден, како и облека за дечињата. Сторијата за мизерниот живот на овие семејства ТВ Кисиме Нада ја објави пред неколку дена. Зрак надеж и светлина во црното секојдневие за трите ромски семејства, кои со мали дечиња живеат во субстандардни услови покрај гостиварската патарина. Хуманитарната организација Дава од Гостивар пружи рака да им помогне. Председателот на организацијата Муса Хусеин ги посети семејствата во нивните импровизирани живеалишта и ги слушна маките и сиромаштијата со која се соочуваат. Дава ќе обезбеди топол оброк секој ден за сите, облека за дечињата, а ќе ги помогне и со кревети, кебиња и слично. İlk önce size teşekkür ederiz. Biz sizin aracılığınızla gördük o. Откако беше објавена сторијата, ги посетивме семејствата и видовме дека состојбата им е навистина тешка. Ќе направиме се што можеме да помогнеме, со Божја волја. Таму живеат 15 лица, за кои секојдневно ќе носиме храна, додека за децата ќе обезбедиме и топла облека. Исто така ќе однесеме и кревет, теписи и други работи за кои видовме дека се неопходни. Нема да оставиме без помош ниту едно семејство во Гостивар и низ селата кои немаат никакви основни услови за живот. Пред неколку дена екипата на телевизија Кисиме Нада ја објави историјата за мизерниот живот на овие семејства. Живеат во шатори направени од најлон, среде кал, во влага и бедотија, честопати со празни стомаци. Ниту едно од дечињата не оди на училиште. Далеко од безгрижната детска игра, нивното секојдневие се гладот, студенилото, сиромаштијата. 3 фамилии живееме тука. Со колку дечиња? Ја имам 2 деца, уште едно чекам напад. Иде, и тоа машко, чекаме дете. Машко, му требали услови, куќа му требали. Јас сум пораснал 20-23 години у шатор сум живеел. Ни од мајка, ни од татко помош. И он немаше, што ќе ми помогне? Нема услови. Дава е хуманитарна организација која секојдневно обезбедува топли оброци за околу 250 семејства во Гостивар и околината. Исто така згрижува и бездомници и жртви на насилство. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денес ја посети општина Тетово. Тој оствари средба со градоначалничката Теута Арифи и најави инвестиција која ќе се однесува на проширување на автопатот Тетово-Гостивар. Отпочнуваме постапка преку Yellow Fidik за преку оваа годишна програма на ЈПДП за реконструкција, проширување и надградба на автопатот Тетово-Гостивар, со што ќе добиеме ново, модерно решение. Но во оваа година ќе предстојат проектирањата и сите физибилити студии и моите очекувања се дека наредната година веќе ќе имаме можност и на терен да пробиваме и да работиме. Но би сакал да најавам дека веројатно ќе се оди по дополнително нова траса, едниот нов правец кој што ќе биде со цел да не се рушат сите постоечки инфраструктурни објекти кои што ги имаме на овој патен правец, ќе имаме модерно решение кое што ќе биде многу значајно за економскиот развој помеѓу општините во западниот дел од државата. Во првиот тендер на проектот од Светска банка веќе е завршен, подпишани се договори со изведувачите и општина Тетово има 2 улици за реконструкција во овој прв тендер, со што улиците Гоце Делчев и Гоце Стојчевски ќе бидат реализирани во наредните неколку недели. Би започнала реализацијата, пред тоа треба да се направат сите подготвителни чекори и мерки од страна на општината со цел усогласување, ускладување и продолжување со реконструкцијата на овие 2 улици. Се работи за 2 улици, од кои што едната е 15 милиони денари, втората е 7 милиони денари вредност. Она кое што сме го работеле во претходниот период е целосна рехабилитација на патот од Тетово до Попова Шапка. Продолжуваме во текот на оваа година во програмите на ЈПДП со реконструкција и рехабилитација на патот Тетово Джепчиште и секако сите оние приоритети кои што ќе бидат значајни. Заменик министерот за образование Арафат Шабани денес беше во посета на општина Гостивар. На средбата со градоначалникот Таравари разговараа за актуелностите во наставниот процес, предизвиците во училиштата и проектите кои што треба да се реализираат. Состојбите во гостиварските училишта, текот на наставата, проблемите со кои се соочуваат кадарот и учениците,
како и проектите што се планирани. На овие теми разговараа денес на средба заменик министерот за образование Арафат Шабани и градоначалникот Арбен Таравари. Шабани беше во официјална посета на општина Гостивар. Да ја сензибилизираме работава што повеќе, да прифатиме и заеднички со општина Гостивар во аплицирање на капиталните инвестиции. Како што знаете, оваа година имаме раст, скок во делот на буџетот, посебно во капиталните инвестиции, да ги согледуваме работите посебно со образовниот кадар, со наставниците и професорите, во сите своји технички и административни проблеми за земање на решение во неопределен рок и да информираме општината, градоначалникот со новите иновации што презема Министерството за образование. Општина Гостивар кај Министерството за образование годинава конкурира со 4 проекти: уредување на покривот на училиштето во Чегране, фасада во основното училиште Гоце Делчев, инвестиции во училиштето во Дебреше и спортската сала меѓу економското и медицинското училиште. Овие се 4 проекти за кои што се надеваме барем 2 од нив да се реализираат, ќе биде окей. 2 ќе ги реализираме ние самите, навикнати сме нон-стоп да направиме инвестиции сами. Секако ќе разговараме и за реформите во образованието кои што се подготвуваат, чисто да земеме изворни информации од заменик министерот. Нормално целта и моја и негова е доброто на сите граѓани на општина Гостивар, посебно на децата. Со овие проекти ќе бидеме чекор понапред во смисла на подобри услови за учење и развивање на нашите деца, кои што се наше најмило. Заменик министерот и градоначалникот од денешната средба испратија заедничка порака дека деполитизацијата и професионализацијата во образованието се неизбежни. Пронајден хероин кај 22 годишен гостиварец. Секторот за внатрешни работи Тетово информира за неколку случаи на пронајдени наркотични дроги кај граѓани. Слушнете ги деталите. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 68 лица, 44 од Тетово и 24 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 12 лица од Тетово и 23 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 172 лица од Тетово и 138 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера вечер околу 20 часот на улица Балиндолска во Гостивар лишен од слобода бил 22 годишен гостиварец, затоа што при преглед му бил пронајден хероин. По целосното документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок по член 215 од Кривичниот законник за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции, прекурсори. Вчера вечер околу 21 часот и 20 минути на улица Железничка во Гостивар лишени од слобода биле 39 и 23 годишник и двајцата од Гостивар, кај кои биле пронајдени кокаин и марихуана. Подоцна во домот на едниот врз основа на судска наредба бил извршен претрес и била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 14 часот 63 годишен жител на Гостивар во СВР Тетово пријавил дека на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар едно лице од рака му одзело пари. Се работи на расчистување и на овој случај. Вкупно 20 мерки се изречени само во текот на вчерашниот ден при сообраќајните контроли спроведени од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово. Контролите се однесувале на брзината со која се движат возачите на автопатот Тетово-Гостивар. Вчера во периодот од 11 до 13 часот и 30 минути, полициски службеници на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово спровеле засилени сообраќајни контроли за брзина на автопатот Тетово-Гостивар. При тоа изречени се вкупно 20 мерки. Толку возачи ја пречекориле максимално дозволената брзина за повеќе од 50 км на час и поради тоа изготвени им се поднесоци. Прекршителите ќе се соочат со парична глоба од 300 до 400 евра во динарска
финансиска противредност и мерка временно одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Вчера исто така реализирани се и засилени контроли на паркирањето во централното градско подрачје, во рамките на кои биле откриени и законски санкционирани 24 погрешно паркирани возила. Најголем дел од нив биле во така наречени двојни редови и пред се на улиците Маршал Тито и Линденска. Женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово низ 5 контролни надпревари ќе воигрува екипата и темпира формата пред продолжението на сезоната во првата женска фудбалска лига на Македонија. Женскиот фудбалски клуб Љуботен во тековниот преоден рок ги засили своите редови со 6 нови фудбалерки, се со цел да се обезбеди опстанок во првата женска фудбалска лига на Македонија. 4 од нив се интернационалки и ќе биде потребно да се одиграат серија од контролни надпревари за да се воигра екипата. Раководството на клубот до сега закажа 5 пријателски надпревари, а серијата ќе започне на 6 февруари. Планот за оваа полусезона е следниот. Ќе работиме во Тетово 2 пати неделно. Потоа имаме закажано 5 пријателски надпревари. Едната пријателска надпревара, првиот пријателски надпревар е на 6 февруар, почнуваме со ЖФК Скопје, 10 февруар ЖФК Деспина, 13 и 14 сме гости во Република Србија на екипите ЖФК Лавице, Дубочица и ЖФК Црвена звезда. Завршуваме пријателскиот надпревар, завршуваме со екипата на Тиверија на 17 февруари. Шефот на стручниот штаб на женскиот фудбалски клуб Љуботен Сузана Синадиновска ќе биде на сладки маки околу склопувањето на екипата, со оглед на тоа дека ќе има многу квалитетни фудбалерки на располагање. Ние, како што сами видовте, имаме појачувања. Очекуваме поголем пласман на врвот на табелата. Пред се исто така очекуваме и да се надпреваруваме за куп титулата оваа година. Исто така со ова сакам да надовршам да им докажеме дека и ние жените знаеме да играме фудбал. Планот и програмата ни се да работиме 2 пута дневно, значи утринскиот тренинг ќе ни биде во теретана, попладневниот тренинг ќе ни биде на зелениот терен. Имаме закажано пријателски утакмици. По свему, по сите работи што ги имам сознанијата за фудбалерките, како настапувале до сега и колку имаат утисци во нивните клубови, се надевам дека за краток временски период ќе ја склопиме екипата и ќе имаме добри резултати и тоа ќе го покажеме исклучиво на терен. Така можам да потврдам. Женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово есенскиот дел од сезоната го заврши на 10-тото место на табелата со 15 бодови. Опстанок во прволигашката конкуренција ќе обезбедат најдобрите 8 екипи на табелата. Во текот на пролетниот дел ќе се одиграат и надпреварите од женскиот фудбалски куп на Македонија, во кој екипата на Љуботен има високи амбиции.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.